Добро вечер во новото издание на емисијата Живот со стил. За почеток или во најавата ќе кажам дека моите вечерашни гости ги запознав случајно на едно мое патување во Париз и можам да кажам дека навистина имаат живот со стил. Сопственици се на Филмска академија, но и живеат филмски. Тој е горд македонец, израснат во Париз, а таа за себе милува да каже дека е скопска струмичанка. Минатата година застана пред олтар, а нивната љубовна приказна по многу нешта е оригинална и возбудлива. За уметноста која заеднички ја дишат, за животот на висока нога, за слободниот дух и пред се за љубовта. Во наредните минути во Живот со стил ќе зборуваме со Марија Пијанманов и Константин Плевнеш. Добро вечер, многу ми е драго што ве гледам повтор пат, веќе и сте мои драги гости во Живот со стил. Ова е прво ваше заедничко интервју во македонскиот етер. Ве знае јавноста, меѓутоа сакам и еве за почеток да ни се представите. Прво ќе почнеме од дамата Марија Пијанманов. Јас рекам, нели, двајцата сте успешни, реализирани, добро познати во сферата која што ја работиме. Прво сакам да објасниме зошто скопската струмичанка Марија милува да се каже. Па како мала израсна во Струмица, но бидејќи мојот татко работеше во македонската радио телевизија, Жан Пијанманов беше познат новинар и патиштата беа така што јас се родив овде, па и таму патувавме, имаме и таму семејна куќа и живеевме паралелно и во Скопје и во Струмица. Од средно дојдов овде потоа да студирам на новинарство. И патиштата ме водеа по стапките на татко ми, станав новинар, бев во Нова Македонија долги години, работев како новинар во културната рубрика и со љубовта кон уметноста добив идеја да станам историчар на уметност, па запишав уште еден факултет, така да се образував и на тоа ниво. И сега сум овде, среќна омажена со Константин, и продолжува мојата животна приказна. Во една фаза работеше професионално, нели, како модел, како манекенка. Имам информација дека си сакала на времето да бидеш и докторка. Да, значи јас кога учев средно имаше еден смер кој беше специјализиран само за медицина и имав љубов кон биологијата, бев добра секогаш на часовите. И ме воодушевуваше таа наука. Имав во фамилијата од двете семејни страни доктори и бев обкружена со фамилија на успешни доктори, така да тоа беше мојата љубов, но бев многу поврзана со татко ми. Секој ден ги гледав неговите професионални задачи како ги извршува и некако како со него достанував и обучен новинар, така да многу лесно го совладав всушност тој занает и така станав од желбата да бидам доктор, новинар, но денес сакам да кажам дека единствената работа за која што ми е жал е што не станав доктор. Ама можеби во некоја друга прилика во наредниот живот ќе ми се исполни. Меѓутоа уживаш буквално во секоја минута од животот во друштво на твојот сопруг. Неодамна направивте и младенци, честитки за убавата веселба. За жал не стигнав да присуствувам, меѓутоа знам дека супер сте си поминале, а ќе бидеме подкрепени ние со некои фотографии кои што ги имаме веќе тука во телевизија во 24 во Живот со стил. Добро, Константин, љубителите на филмот и на филмската уметност добро те познава. Ти си успешен режисер, израснат во Париз, школуван на престижни универзитети, си работел на многу интересни проекти на различни страни од светот. Ако велиме дали Марија е скопска струмичанка, можеби Константин Плевнеш е французин на летување во Скопје. Или македонски парижанец. Ето така, како најдобро ти би се представил пред македонската јавност? Па да, парижанец мислам дека е правиот збор, бидејќи јас моето детство го поминав во Париз и ја почнав мојата школарина исто во Париз. Сите мои студии се завршени во Париз, во Белгија, во Токио, во Холандија. И ако треба да се представам, би рекол дека сум еден млад македонски режисер кој сака да ја представи својата култура на светот. Знам и дека одлично рапуваш
и дека да, имам такви информации, и дека исто така имаш удел во некои песни од Слаткар. Точно. За Кои Слаткар. на кои песни имаш работено? Всушност, кога се вратев јас во Македонија во 2005 година, после моите студии имав една желба да дојдам во Македонија да откриам некои корени кои сум ги запоставил, луѓе исто да откриам уметници, и имав таа среќа да го сретнам Слаткар пред да почне неговата одисеја со јавните мислам со медиумиве, тоа неговата слава баш пред тоа, и имаме неколку заеднички песни, и тој зборуваше дури за тоа на една емисија во Антена 5 пола сат, зборуваше дека е многу инспириран од мене и од брат ми исто така. Но бидејќи нашите интереси малце се раздвоија, се извинувам за мојот македонски, бидејќи јас во Франција учев. Сосема оправдано така. Не сум школен во Македонија, може да има некои грешки, се извинувам на нашите гледачи. И еве, заради некои причини од комерцијални аспекти, јас не продолжив да соработувам со него, но се е можно, знаете, ништо не е невозможно. И можеби тоа ме дефинира дека не сум баш некој комерцијален уметник, би рекол. Така. За жал. Ти си син на истакнатиот драмски писател и дипломат Јордан Плевнеш, основачот на Универзитетот за аудио-визуелни уметности ЕСРА, на кој сега ти и Марија реков практично се посветени во целост. Точно. На многу мала возраст твоите родители значи те носат во Франција, каде практично таму се израснат. Па кажи ни какво детство имаше таму? Кои беа твоите соништа во тинеџерските денови? Па тоа беше едно детство во кое открив многу различни култури, бидејќи во Франција, во Париз поточно, има многу различни националности во школите, во факултетите, во популацијата, и се чувства некако моето детство беше како. Какви желби имаше во тинеџерските години, ајде да речеме, како беше животот во тоа време? Веруваше ли дека еден ден ќе земеш македонка за сопруга отколку парижанка? Секој ден кога станувам, имам чувство дека живеам сон, бидејќи сум со Марија. Таа за мене представува многу повеќе од скопска струмичанка, таа за мене представува една француска дама госпогица која представува македонската убавина во светот, и велам француска личност бидејќи татко и носеше француско име, Жан Пијанманов, кој го обожавам бидејќи е поврзан со мојата фамилија пред многу долги години. И сакам да кажам дека за мене животот е сон од кога сум со Марија и немам потреба од ништо друго материјално освен незината љубов. Марија, кажи ни, дали некогаш си размислувала дека врската со Константин, љубовта која ви се случи, можеби е судбинска? Па секогаш имав голема желба да бидам дел од животот во Франција. Од мало дете го носев тоа во себе, не знам зошто. Дома имам по зидовите фотографии од Ајфелова кула, сите символики на Париз ми беа секогаш ставени во мојата околина, ги гледав и мислев дека тоа е природно затоа што девојките кои што сакаат мода и убавина се поврзуваат со градот на светлината, со убавината, но сепак таа интуиција моја била многу поголема, така да бидејќи еве Константин рече дека фамилиарно сме биле поврзани со фамилиите и слушал за нас. Тој ме забележал и кога ме забележал дека сум примамлива да се запознаеме, ги направи првите чекори, ми приде на еден необичен и многу романтичен француски начин и стил кој што на Балканот луѓето не го умеат, тоа сакам да кажам дека. Како те освои, како ти приде? Па ми приде со поезија, со пишување, со кое што овде никој никогаш не може да ти приде, со една топлина и искреност, која што зрачеше со култура која што јас ја посакував, но не ја наоѓав во околината околу мене. И таа негова култура, посветеност и искреност ме освои до толку да јас прифатив да се видиме,
но поради негови ангажмани на една театарска представа Дениция, посветена на прочуената Дениция на Петрема Андреевски, само отидов да ја видам представата која што ме воодушеви и останавме во некоја енигма како ќе бидеме ние заедно понатака, затоа што имаше он ангажмани, патуваше во Франција, јас имав тука други обврски и по некое време јас фамилиарно дека многу сакам театар и сум пишувала за театар, за театарски представи и не сум испуштила нешто што е многу врвно. Дојде автор кој што го обожавам и отидов да ја гледам представата. И кога ја видов представата, тогаш ме видел во живо. И кога ме видел во живо, сватил дека јас сум вистинската и се посветил вистински да ме освои. И упорене, биќе во хороскоп, упорноста негова се исплатеше. Ме покани повторно да одиме на промоција на негов документарен филм во чест на прочуениот сликар Владимир Георгиевски, а јас затоа што се разбирам баш во сферата на уметноста најмногу, како историчар на уметност, му ја разбрав содржината на филмот и сватив дека длабочината на суштината на сликарството, која што е тешко одгатлива, тој ја одгатнал на вистински начин и тоа беше клуч кон неговата душа, која што ја проценив дека е сродна на мојата. И така почна нашата врска. Започна се. Значи на таа премиера на неговиот документарен филм, ние бевме на коктел таму заедно, потоа излеговме заедно и од тогаш сме неразделни. И јас сум исто среќна што сме неразделни и посакувам тоа да трае до бескрај. Инаку, морам да ти признам, Марија, кога го прашав Константин приватно во Париз, тешка ли беше Марија за освојување, ми рече, Коки, извини, ја бркав 2 години, така? Па ме знаело 2012 година. Дури пред тоа, всушност, бидејќи Марија има една голема кариера... Како е твојата приказна, Константин? Само да кажам за луѓето, бидејќи не знаат, бидејќи Марија не се фали толку, но сепак Марија има една голема кариера на манекенка. Исто така може да се спомени незината соработка со Игор Џамбазов на тоа бинго. Не знам дали се сеќавате кога се спојуваја двата лигови на еден женски лик и на Игор Џамбазов, тоа беше Марија. Исто така имаше кампањи против пушење на цигари, кампања за една политичка партија која денеска владее. И за време на тие емисии со Игор Џамбазов, јас се сеќавам дека ја видов тогаш и се заљубив во неа. Сум имала француски лик. И баш прашував дали е таа македонка, ми личеше како да е тотално од друга планета, бидејќи е толку прекрасна. Што ме привлече еден кон друг, Константин? Како ја освои, ајде? Фактот што е историчар на уметност многу ме изненади, бидејќи немате прилика да гледате толку прекрасни историчари на уметност кои изгледаат вака. А тоа се македонки наши. Точно, плюс па видите како ја освоив со едно писмо љубовно. Таа не ми веруваше дека јас го напишав, бидејќи еве сум син на Јордан Плевнеш, голем писател. Како го напиша? Мислеше дека татко ми, да но напиша. луѓето не знаат дека јас, например, сум коригирал текстови на татко ми, сум му помагал кога пишувал на француски, бидејќи тој немаше прилика да учи во школа француско и да знае тотално се, да го совладува францускиот јазик. Исто така за Есра луѓето не знаат дека всушност Универзитетот за аудиовизуални уметности Есра Скопје ЕФТА, Европска филмска и театарска академија, всушност ја открив јас во Париз. Во Париз, така. Кога сакав да магистрирам после моите филмски студии во Универзитетот Дидро, Париз 7, и ја открив всушност Есра и се запишав на магистарска и завршив таму. И после брат ми го викнав во таа школа исто така и се креираше еден однос меѓу нас и директорот Макс Азуле, кој ја креираше Есра во почетокот на 80-тите во Париз. И всушност јас имав една идеја, бидејќи видов дека во Скопје, во Македонија, единствен начин да студирате актерска игра или филмска режија или монтажа
и имате во факултетот за драмски уметности, но таму имаше еден проблем што не може секоја година да се запишете, има еден вид на елитизам во тој свет. Одлично ви оди во образованието, во бизнисот и во љубовта. Како реагираа вашите најблиски Марија кога слушнаат за врската со Константин? Претходно ни кажа, нели, дека вашите твоите роднини се познаваат со неговите роднини, сте имале пријателски контакти? Па реагира на начин што им беше многу драго, затоа што се познава и тоа за нив беше како некој комплимент. И никогаш не сум имала некој сугестии од моите за мојот приватен живот. Секогаш биле, ми верувале, јас сум со слободен дух, јас знам да го откријам по-доброто од другите, ми верувале на вкусот, така да секогаш биле задоволни. Кога свати ти дека Константин е човекот на твојот живот и кога свати дека таа врска треба да се официализира? Па, сватив на тој начин што јас бев запросена на еден многу шармантен начин во Париз. Имаме и фотографија, сакам да ја погледнеме. Така. Добро. Јас бев поканата да бидам во Париз гостинка во нивниот семеен дом, каде што он имаше направена една изненадувачка вечера, не во клишето на Париз, како да те запроси некој пред Ејфеловата кула или не знам пред тие што се обележијата што го прават Париз вистински, туку кај него беше се повозвишена, ми организирала една убава вечера во Монпарнас се викаше квартот, мислам. Каде што е највисоката кула, што не е во старински стил и архитектура, туку е како њујоршкиот облекодер, највисоката во Париз. И јас сакам такви експериментални места, реков супер што одиме таму, сакам да го видам местото и да го гледам Париз од небо. Кога ми рече дека местото се вика Небото над Париз, бев воодушевена, отидовме и со еден многу брз лифт ме качи баш во небо, како во авион. И викам сега што се случува, каде сум, и самото место беше фантастично, како во друга планета. И имаше веќе организирана вечера, тој се слушнал со менаџерката, која што имаше многу интересно име, се викаше Назарет. И сите символики ми кажуваа дека нешто големо се случува. И ние вечеравме едни убави француски сирења, мојот сопруг е сладокусец, сака гурмане, сака убава храна, убави вина, убави јадења. И знаев дека убаво ќе си поминеме, додека него извади прстенот пред сите, добивме аплауз, јас бев запросена. Кога се случи тоа точно? Тоа се случи на 5 мај. Минатата година. Во Париз, да. Константин, кажи ни сега за местото, сам ли го одбра ресторанот, елитниот ресторан со поглед на Ејфелова кула, не е клише, нели, како во принцип, нели, кога одиме во градот на светлината и сме романтични, сакаме, нели, тој чин да го направиме пред Ејфеловата кула, меѓутоа сосема необично е тоа што ти го одбираш баш тоа место. Зошто тоа место? Како се случи? Ти помогна ли некој во тоа? Многу истражував, бидејќи сакав да ја изненадам Марија. Баш онака да импресионираш. Да, и баш се распрашував кај француски пријатели и еден продуцент кој има повеќе театри во Париз, ми кажа за тоа место, да. Тие се едни браќата Вардар се викаат всушност, имаат 10 театри во Париз, од кои многу познати театри, во кои се има перформанси на многу познати личности. И ми го препорачаа тоа, значи јас барав совети од луѓе кои го знаат тврдокорно Париз и јас го знам, но не на таков начин, бидејќи никогаш не сум бил залюбен како што сум сега во Марија и никогаш не сум имал потреба да одам во такви места. Јас многу сакав космос, звезди, небо, не кажував многу, но е интуитивен, знае добро да проценува и
знаел точно како ќе ме воодушеви да бидеме поголеми и од Ајфеловата кула, што е најголема таму. Одлично. Јас ја гледав како една птица и она беше помала од мене, значи се чувствав поголема и од самата Ајфелова кула. И тоа беше најубавото нешто што ми се случило во животот. Не само дека бев запросена во Париз, на секој не може тоа да му се случи, а и плюс да биде изненаден од таква прекрасна личност, мислам полна со приказни од уметност, од историја, од прошетки низ цел свет, туку доживеав нешто што секоја жена би го посакала. И Константин сигурно ти рекол, драга Мари, ова е само почеток на моите изненадувања за тебе. Тој клекна пред мене, сите аплаудира и јас бев освоена веднаш. Се извинувам, не мора да кажеш, беби, дека често клекнувам, така? Да, Како ме сега, запросува например, кога сум убава. Сакам да те запросам, да еве. те молам. Уште еднаш. Кога Дали сум... сакаш да ми бидеш жена? Да, Бидејќи те секогаш сум обожавам. твоја жена. Секој ден ќе те запросувам. Секогаш ме запросува, тоа му е неговиот стил француски на романтичност. Не може да ја не ја искаже, во себе ја носи и кога ќе ја изрази и кога ќе ја искаже се чувства посреќен и јас му дозволувам. Ова е доказ дека е навистина романтичен и покрај тоа што живее во Париз и доаѓа, нели, како што реков, на летување понекогаш во Скопје, меѓутоа Да. ова е дефинитивно романтиката во Константин Плевнеш. Која што најмногу ме освои. Веројатно јас сум личност која што многу сонувала за романтика, вика тоа што најмногу го сакаш, го добиваш. И така да јас го добив. Сакам да погледнеме некои фотографии каде што Константин Плевнеш постојано ја бакнува раката на Марија Пијанманов. Дали режијата е спремна? Во Франција така гледа Лучел од мал и затоа мислам дека Париз е виновен за неговата совршена романтична култура, би рекла. Да, ова е, значи, Ова е уште еднаш местото. Јас фотографијата. сакам оваа слика. Ова е на Нова година. Супер, ќе направиме една мала пауза со лебедот бел на пере, па ќе откриеме зошто ја пуштаме токму оваа номера во друштво на Марија и на Константин. Песна се вика Лебедот бел. Што дош до пролет, на мене врели уста и вречува трага. Мислата твоја, споро твој душа ми гре. Ти си та, што ме буди секој ден и допирот твој, ликот твој душа ми гре секој ден. Бистар поглед, кој очи ми мие, до мене легнува лебедот бел. Утринско сонце, та кожа ја пие, од мојо срце нежно земаш ти дел. Мислата твоја, споро твој душа ми гре. Ти си та, што ме буди секој ден и допирот твој, ликот твој душа ми гре секој ден, секој ден. И мислата твоја,
što me budi svaki dan i topirom tvoj, liko tvoj duša mi greje svaki dan, svaki dan. Во живот со стил и понатемо фокусот на нашиот разговор е љубовната приказна на Марија Пјанајнов и Константин Плевнеш. Инаку Лебедот бел од Пере од Нокаут и омилена песна на Марија и Константин се потрудил токму на веселбата за младенци да изненади Марија. Токму на таа веселба да се појави Пере со оваа песна Лебедот бел. Не знам од кого да почнем. Какво беше чувството Марија кога ти ја запеа Пере Нокаут Лебедот бел? Јас би почнала дека очекувам изненадување од мојот сопруг постојано, затоа што ние после значи регистрирањето во Париз, во општината каде што ние всушност таму сме земени, не овде. И тоа е многу Практично таму бе венчава? Не венчава, туку таму во Париз, во матичната служба се наоѓа во самата општина. Секој кварт има многу 20-30 кварти колку се во Париз. Секој кварт има своја општина. И во таа општина градоначалникот ги венчува. Не матичарот е само записник и ние имавме таму церемонија на мојот роден ден, значи таму почна првото изненадување, требаше јас како македонка да почекам малце подолго за да го склопиме бракот, ме однесе за роден ден во Париз и купил фустан, ме изненади со фустанот и отидовме во општината, таму не чекаше градоначалникот, неговата фамилија, се беше договорено и така се подпишавме, добив јас од еден убав говор од градоначалникот на општината, така започна ствари нашиот брак. И потоа имавме венчавка во Скопје, која што ја организиравме на начин кој што беше необичен и малце по-различен од класичните македонски свадби, така да имавме покането многу гости кои што се музичари како за еден фестивал, врвни имиња како Борис Трајанов, Сузана Спасовска, Ристо Вртев, кој што исто така и мој роднина, познатиот вокал на Архангел, еден од најпознатите рок бендови во Македонија. И свадбата си течеше така интересно со многу гости кои што ги забавува, мислам многу музички звезди кои што ги забавуваа гостите и секој настап на секој нов гостин им беше интересен и додека јас веќе кажав дека се е прекрасно, бев среќна, помина една убава свадба, во тој момент се појави еден наш популарен бенд Next Time, кој што сега исто така е популарен со новата нумера. И тогаш беа тие двете песни популарни кои што јас многу ги сакав и не знаев дека ќе дојдат и направија едно неверојатно шоу. Тоа беше изненадување од нашиот кум, што ги прави спотовите на Next Time, Огнан Шапковски и на мојот сопруг. И бев пресрекна и знаев дека он постојано ќе ме изненадува. Па сега на младенци, кога имавме поканато гости како познатиот Ренџов и Александар Тарабунов, кој што ми е омилен вокал, бев опуштена и очекував дека нешто може и да се случи, но не знаев дека мојот сопруг ја запамтил мојата омилена песна Лебедот бел, до толку што го поканил Пере. И кога си славевме со гостите и си игравме и бевме расположени, наздравувавме, го видов Пере и мислев нешто се случува во хотелот. И дека он има настап, затоа што имаше паралелно со тој наш свечен чин, се одвиваше светско првенство на шах. И додека се тоа се случуваше, го гледам Пере ја извади гитарата и викам каде оди Пере, зошто е овде? И Пере дојде, ни честиташе и кога почна да ја свири Лебедот бел, јас бев најсрекната жена на свет, толку убаво ја изведе со љубов и ние си поминавме прекрасно и уште еднаш сакам така пред гледачите да му се заблагодарам што е толку внимателен и што ми посвети толку убава песна.
во денот баш на пролетта на младенци и тоа би кажала уште еднаш само благодарам, прекрасно и се чувствував и си поминав. И му се заблагодарувам на Пере што дојде, не почести со најубавата негова песна и ни направи најубава вечер. Марија, здрачи што добави не се гледа тоа чувствена среќа. Благодарам. Исполнета, нели? Исполнета емотивно. Рече дека првиот фустан, нели, ми го купи Константин, претпоставам дека имало многу фустани во текот на сите веселби. Се врзуваш ли емотивно за некаков се фустан? Кој ти беше најомилен од сите оние? Па он ми купува многу накид. Значи најмногу се врзувам за накид затоа што тоа не е моја љубов накидот. Приметив дека е љубител на накид, на некои уникатни парчиња и кога ќе го купи тој накид, како да имам дел од него во себе и го носам со љубов. И што ќе одбере е најсовршено одбрано, со многу голема вкус, он има една софистицирана душа и многу вкус во него. И јас веќе и не одбирам. Сам што ќе одбера знам дека е многу подобро отколку јас што ќе одберам, значи се врзувам за накид, толку за фустани не, затоа што живееме во едно општество модерно каде што толку брзо се менува модата и човек не зна зашо да се врза. Али самиот фустан што ми беше невестински и што го носев на веселбата во хотелот Мериот, затоа што имавме венчавка со господин Стефан во црква и имавме една величествена вечер каде што не венчаа 5 попови, дури и најстариот дојде и не почести со присуството и толку возвишено се чувствува во таа убава венчаница и се беше најдобро, но кога ја облеков таа посебната за веселбата во Мериот во Халина, изгледав како од Холивуд вистински. Немаше импровизации, а кога јас одбирав фустан за таа вечер, покажав неколку фотографии дека он има многу убав француски вкус и кога ја покажав, кога ги покажав сите тие фотографии и ми рече ваква вика халина ти ќе направиш и го послушав. Така да таа ми е најдрага затоа што ја одбра тој. Сродни души. Константин Плевнеш и Марија Пијанманов. Никогаш не сум го одбрала не сум го одбила неговиот вкус. Секогаш е сродна душа точно, вистинскиот збор. Добро, а сега кажи некој се погрижи за овој преубав стајлинг, за ова убава тоалета? Значи, јас имам тим на луѓе со кои што си соработувам и кои што исто така се задолжени да изгледам секогаш малце по француски, затоа што често патуваме, па треба да бидам и там во Франција така дотерана во стил да се вклопам во средината, каде што излегуваме на многу монденски места, каде што луѓето го познаваат Константин затоа што со својата фамилија поминувал долго време во Париз и сакам убаво да се представам, па затоа го одбрав најдобриот тим. Така, ти си член од нивното семејство веќе, практично. Да, и сакам да ги истакнам Билјана Каран, која што ми е блиска пријателка и секогаш и верувам на вкусот, таа се грижи секогаш за мојот изглед кога одбирам тоалети, ми помага и вечерва незиниот стајлинг беше задолжен за мојот изглед, ми помогна, ми искреира за мене креација. Исто така би кажала од луѓето со кои што соработувам, Стефан Соколовски, еден млад фотограф, со него имам добри соработки и добри фотографии. Кога правиме нешто по-професионално, тој е многу професионален, на ниво на еден Вуди Ален, би рекла. Така. И исто така студент беше кај нас во Есра и би ги истакнала исто Хаирду салон, познатиот Адо, кој што секогаш знае да направи една божествена креација од секоја убава жена да направи уште по крем на кремот, се вика тоа. А се гледа дека си естета по природа, па кажи ни колку помагаш во изразувањето, во стилското изразување на Константин? Јас колку помагам? Да, колку му помагаш во... Дали некогаш знаеш да бидеш негов моден советник? Да, но јас мислам дека кога се заљубив во него, најмногу се заљубив во стилот. Затоа што има стил кој што јас од секојаш сум го сакала, прочистен. Тој стил ја го викам европски, што зрачи. И тој секогаш тоа го има во себе.
така да му помагам на начин, ако ме праша дали е добро тоа, а ме прашува да кажам да, вистински избор како и секогаш. Инаку само одбира. Константин, вие сте уметнички души, па можам да замислам како изгледа вашиот заеднички дом. Како ти ќе го опишеш вашиот заеднички дом? Па, ние имаме повеќе заеднички домове. Еве во Парис, Например, конкретно. во Парис е многу, би рекол, има еден вид на сензуалност во тој стан, бидејќи има толку уметнички Детали. дела, слики од Киро Урдин, например, од Вангел Наумовски, Од сите познати уметности. македонски, да, има толку книги, така некои Како мал музеј. баш многу уметнички дела има, скулптури мали, еве, икони, секакви книги, има нешто во тоа, баш како во музеј, точно, да. Таа го кажа совршено тоа. Во Скопје исто така имаме повеќе домови. Сакаме да градиме една куќа сега. И тоа ќе биде еден голем проект, мислам, во кој ќе ја ставам целата моја љубов за Марија, бидејќи домот е нешто најважно во една врска, мислам. Најсвето. Точно. Марија, сакаш ли луксузни работи? Се наоѓа ли нека луксузна работа во вашиот дом, во вашите домови, еве? Како гледаш на луксузот? Каков автомобил возите? Па, ние имаме автомобил кој што, затоа што професионално работат со ЕСРА и се постојано на пат, тој автомобил е джип. И со тој автомобил возиме, не вози шофер всушност, имаме шофер и така да не се преоптеретувам со тоа што ќе возам, затоа што многу сме на патувања, повеќе сме во авион. Во Парис исто така имаме шофер. Не сум преоптеретена, сакам луксус на начин да биде тоа вкусно и да биде не нешто најдобро, туку да биде по мој вкус. Не сум љубител на многу големи брендови, не сум некој човек кој што сака да одбира луксус поради самиот бренд. Сакам јас да правам, да се чувствувам како бренд сама по себе и да привлекувам внимание, да инспирирам. Не сакам да копирам. Значи, секогаш ми е важно јас сама од себе да направам бренд и кога некој ќе ме види да ме инспирира, имам случај да кога јас самата ќе се искреирам, луѓето ме повторуваат. Тоа за мене е бренд, а модата е минлива, но имамо милени креатори, како Карл Лагерфелд, имам парчиња од Шанел, имам парчиња од Луи Витон, имам парчиња кои што ги сакам и се дел од мојата душа, сум ги одбирала не заради тоа што тоа е нешто луксузно, туку дека ме привлекло тоа. Сакам убави наочари, сопругот често ми ги купува. На тој начин што мисли дека како филмска дива ќе изгледам, а дека е режисер. Си замислува сцена од филм и ќе ги види наочарите и ќе ми ги купи и сега си глумица од филм. И те замислив. Ама сериозно е тоа. Да. Јас со Марија планирам да работам на многу филмови. И ја гледам како една муза која сакам да ја представам на филмското платно, бидејќи мислам дека е совршена и повеќе од тоа. Марија, се гледаш ли наскоро на филм? Па, со тоа што јас сум имала понуди да бидам и на филм и сум свесна дека таа уметност е најврвна, најмоќна, не можам да кажам дека не. Секако дека ако се направи добро сценарио, а он работи на неколку сценарија, ќе се пробам и во тие полиња, затоа што сум со професионалци, ќе бидам многу поопуштена, ќе бидам сигурна, ќе знам што ќе се случи. Кога сме кај љубовта, нели, пак ќе бидам директна или некој лично прашање, која е најлудата работа која што сте направила откако сте заедно? Најлудата работа? Па, ние секој ден правиме луди работи. Не знам што би издвоиле како најлуда работа во Еве, од кој некое контекст. патување, од некое патување, не знам. Па луда работа е што... Еден за друг што сте направиле онака, а да кажете дека е луда работа, а при тоа нели сте си дале љубов? Па луда работа е што, например, во Парис сме многу екзибиционисти,
одиме да излегуваме на места кои што излегуваат Ким Кардашијан. И не се плашиме да се представиме таму еднакви со тие светски елити. Знаеме да седнеме на место кои што одат само милионери. Се сметате ли тогаш за джет сетери? Па ни се допаѓа тоа што имаме веројатно така зрачиме со таа убавина што никој не издвоил дека не сме джет сетери. Дури еднаш кога јас одев да ја видам куќата на Лагерфилд, едни луѓе поминуваа французи и почна да викаат која е оваа звезда позната е кажи и он ми преведуваше на француски. Тоа ми го раскажуваше во времето кога јас бев во Париз неодамна, така нели да. Се склопуваме добро таму, лудите работи ќе ги правиме. Понатака за мене луда работа и да те запросат во небо во Париз, луда работа и да склопиш брак во Париз, ја нема секој таа среќа. Дејвид Боуви и Иман се земале во Париз, мене Дејвид Боуви ми беше омилен идол и немав други, само тој. И толку сум го сакала, можеби од таа енергија што сум ги сакала тие луѓе и нивната животна приказна, а имам енергија чудна малце, дека сум дупли лав во хороскоп. И еве ми се случи за мене луда работа да се земеш во Париз. А често патувате ни светот, па кажете ни омилена дестинација или еве препорака за романтичарите овде во Македонија, веројатно ќе биде Константин, нели, веројатно ќе биде Париз. Меѓутоа, ваша омилена плюс дестинација? Добро, Париз ни е дома нас сега, ама јас секогаш само Париз. Мислам дека е најубав на свет и никој не може да ми го замени. Марија Пијанманов и Константин Плевнеш, луѓе со стил во живот со стил. Ни остана уште кратки некои прашања, одиме со блок реклами малку да одмориме и да привршуваме со нашите вечерашни гости. Кога сме кај моите вечерашни гости, уметниците Марија Пијанманов и Константин Плевнеш, зошто сметаат дека се сродни души, сакам и тоа да го прашам. Еве Константин, зошто сметаш дека си сродна душа со Марија? Па тоа не се објаснува, тоа се доживува. Знаете, некој кој би се залагал да објасне зошто некоја личност е сродна душа, мислам дека би лажал. Нема зборови за тоа. Јас мислам дека тоа е нешто што го чувствувате во еден миг. Јас се сеќавам на таа октомвриска вечер кога на представата Галеб во режија на Остермајер излегов од салата со импресии многу големи од таа режија на Остермајер на тој текст од Чехов и ја видов Марија и тоа беше еден миг, траеше едно 3-4 секунди, беше како нешто што е вонвременско, нешто возвишено. Немав никаква желба да продолжам да живеам без неа, тоа е можеби, не знам. Марија, само да знаете ми да шепнува таму љубов. Дали вака ви по дома мет и млеко ви тече или знаете некогаш да се расправате за нешто, Марија? Никогаш не се расправаме. Значи се ви е вака розово? Се ни е розово. Па затоа што и кога се шеташ во Париз, се е розево и мислиш дека тоа не е вистина, а вистина е, розево е, волшебно е, така и во реалност, така и нас е така. Што ве прави среќни, што ве прави тажни, Константин? Тој знае да ми каже дека сум најубавата жена во космосот. Точно го мислам. И тоа е сродноста на нашите души, а таа реченица кажува се. Убавината. Што не прави среќни да се вреднуваме едни со други, да ја вреднуваме нашата култура, да ја европеизираме оваа мала средина во која многу тешко може да се просперира како уметник или како аудиовизуелен уметник. Вие сте баш пример за еден развој на тие типови нови на културни презентации како што е ова Живот со стил, прекрасна емисија. Мислам дека пред тоа немаше такви примери. Еве и ние се залагаме за такви видови на иновации во македонското општество преку нашите дела, дали филм, музика, текст од Марија или идеја. Инаку ќе спомнам дека и Марија многу пати ми има помогнато во моите текстови за Нова Македонија, еден текст што имав за абсурдноста меѓу конфликтот меѓу Македонија и Грција. Марија ми го кажа
насловот Забранета љубов, еве, на пример. Јас сакам да ве направам среќна пред самиот крај, затоа што немаме многу време, со убави подарици од нашите пријатели. Прво по една колекција на Стоби Флипс, 40 години Стоби Флипс, за Марија Пијанманов и Константин Плевнеш. Значи, еве вака, имаме две колекции за Марија и за Константин. Читате книги, предпоставувам, така? Да. Секогаш. Добро. Второто изненадување ќе биде од нашите пријатели Просветно дело. Еве вака. Првото, јас мислам дека ова ќе биде за Константин. Да, тоа има прекрасна библиотека. Гладиаторот од Сајмон Скероу за Константин. Ова е, значи, на Просветно, во издание на Просветно дело. Помагајте пријателки за Марија Пијанманов од Исидора Бјелица. Супер четиво. Благодариме. Имам уште едно изненадување, да не бидат нели 2, 3. Дали сте подготвени? Секако. Мислам дека ова многу ќе ви се допадне. Вау! Најубавиот подарок. Ова е подарок за младенци, затоа што не Леле, стигна. какво изненадување. Ова е свадбена фотографија, благодарност до Ди Арт. Ова е вистинско Александра изненадување. Дичовска е моден илустратор, на која што е замолив да ми ги наслика, значи да ми наслика една модна илустрација од Константин и од Марија. Ви се допаѓа ли? Совршена. Вие сте прекрасна личност. Со ваков обожаваме. гест, со ваков гест не може секој нема никој толку убава душа за да ваков најубав гест и најубав подарок. Совршена. Повелете. Благодариме. Ајде пред самиот крај, знам дека Секогаш ќе се сеќаваме на емисијата. размислувате ли сега пред самиот крај за проширување на семејството, Константин, Марија? Да, и тоа на многу неочекуван начин. изненадиме. Да, нема да кажам ништо. Може би пак ќе не поканите во емисија, тоа е изненадување, ќе го оставиме малце мистериозно. Но да, ќе ја прошириме. Ќе ви се заблагодарам за учеството во Живот со стил, да бидете понатаму вакви љубовни, романтични. Знам дека Лебедот бел би омилена песна на Марија, знам дека по дома Дорс ги слушате, за самиот крај ќе ги... И Бови и Дорс, да. Ете така, да. Кој е вашиот рецепт за среќен и квалитетен живот во Живот со стил? Сакам да слушнам на кратко. Па мојот рецепт за среќен и квалитетен живот е само оригиналноста. Никогаш никој никого да не копира, каков и да е, да остане оригинален. Секогаш таа оригиналност, зачината со голема доза на искреност, носи голема среќа. Константин? А од мене би рекол дека не треба да се плашете да бидете љубезни. Мислам дека тоа е една тајна која создава среќа кога сте љубезни. Луѓето се плашат од тоа. Ке се видиме ние здравје Боже во Париз, па и таму ќе сликнеме нешто, ќе направиме некоја емисија Живот со стил, затоа што реков сте дека секогаш најдраг гостин ќе ни бидете Добра во идеја. Париз. благодарам многу за соработката, за убавото време, за одвоеното време, за убавите зборови и реков дека ќе се видиме многу наскоро во Париз за самиот крај во Живот со стил, омилените Дорс на Константина Марија. Ние се гледаме точно за 7 дена во ново издание на Живот со стил со нови луѓе. Time to wallow in the mire. China we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to wallow